Во владата не се толку големи оптимисти како лани за реализацијата на капиталните проекти. По катастрофалните резултати во првите 6 месеци, сега премиерот ќе биде задоволен ако најважните инвестиции се реализираат над 80% од планираното. Вели не биле во прашање само 400 милиони евра од буџетот, туку и 500 милиони евра средства во јавните предпријатија, македонските железници, државните електрани, фирми кои ги остварувале проектите. Заев уверува дека е зголемена динамиката на изградба на пругата кон Бугарија. Гасификацијата добро се одвивала, па дури и ќе се одвоеле повеќе пари со ребаланс на буџетот за оваа намена. Најави дека со прекројувањето на државната каса на есен, парите ќе се кратат од кредитните линии за железницата и рамномерниот регионален развој. Ако се крати во делот на транспорт и врски, тоа се 200 милиони евра. Значи, од 400 милиони евра во транспорт и врски се 200 милиони евра. Тука е железниците и гасификација. Ако се крати, ќе се крати од делот на кредитната линија за железниците, заради самата динамика. Европските пари не дават пас на трошење, се додека не се провери контролата во целост. Дали се работи за подршка на компаниите или за млади земјоделци грантовите кои што ги даваме за сите овие работи да завршат постапките, но ќе биде мало, незначително кратењето. Во првата половина од годинава, реализацијата на капитални инвестиции изнесуваше едва 20% од вкупно планираното за цела година. Експертите алармираат дека причината за тоа се лошото планирање, бавната администрација, лошите закони и бирократијата. Минатата година заврши со катастрофална реализација на капиталните инвестиции. Беа потрошени едва 197 милиони евра, односно 65,5% од планираното со ребалансот на буџетот, или помалку од половина од првично планираните над 400 милиони евра.